Добро вечер, почитувани гледачи. Нова локална власт, нова визија за Охрид, нова надеж за охриѓани. Добро вечер му посакувам на градоначалникот доктор Јован Стојановски. Добре дојдовте во Лупа и во телевизија ТВМ. За прв пат во мојата емисија по функцијата градоначалник. Добро вечер, Лионела. Добро вечер и на сите граѓани на општина Охрид. Ви благодарам за поканата и се надевам дека ќе имаме еден пријатен разговор. Градоначалник, нашата последна средба ја имавме непосредно пред изборите, кога ги представувавте вашите програми со вашите, да речам, противници тогашни, кандидати исто за градоначалници, и кога кажувавте каква е визијата за Охрид. Еве, вие бевте тој кој што охриѓани го избра овие 4 години да го води нашиот град. И како е сега, еве, од таа позиција во ова столче, ама како градоначалник? Добро, прво, бидејќи е мој прв јавен настап после изборите одржани на 15 октомври 2017 година, упатувам една јавна благодарност до сите оние кои што ја поддржаа и мојата кандидатура и кандидатурата на Социјалдемократскиот сојуз. И се надевам дека во престојниот 4-годишен мандат ќе ја оправдаме таа доверба и многу работи во среќа и интерес на граѓаните на општина Охрид и навистина ќе бидат направени од сето она што го ветувавме во предизборието. Сега е секако многу понапорно отколку што беше. Меѓутоа, ето и таков се погоди периодот, зимски период во кој што имавме завршеток на буџетската година, завршеток на тендерските постапки, на јавните набавки, така да многу мало од оние проекти кои што престојат да се реализираат, беа реализирани во овој период. Меѓутоа, после новата година, донесувањето на буџетските програми и буџетот за 2018 година, престои периодот кога треба да се спроведуваат сите оние активности кои што се предвидени во буџетските програми и сето тоа да биде направено во склад и во интерес на граѓаните на општина Охрид. Неодамна имавте, после оние 100 дена од вашиот мандат, имавте еден отчет пред граѓаните, значи на 30 јануари, минатата недела. Кажавте отприлика што затекнавте во општината кога дојдовте на оваа функција, кои се вашите планови за 2018-та. Па еве сега и овде во емисијата Под лупа. Ме интересира дали она што го очекувавте, некаква слика за состојбата на локалната, која што си ја представувавте пред да дојдете на оваа функција, беше реална или беше многу далеко од реалноста? Кога дојдовте во општината, во општинската зграда, што затекнавте? Добро, ситуацијата горе-долу беше скенирана во текот на мојот изминат 4-годишен советнички мандат кој што го побинав како советник, значи на советничката група од Социјалдемократскиот сојуз, и во најголем дел ситуацијата беше скенирана и она што го очекувавме, всушност до некаде тоа и го видовме од оној ден кога го добивме мандатот и кога добивме позицијата на водители на општинската администрација и на локалната самоуправа. И како и секогаш имат некои зацкриени работи, некои работи кои што не може тек така од страна да бидат утврдени, и за жал ситуацијата е малку и полоша од она што се очекува. Меѓутоа, нема простор за кукање и плачење, што би рекол народот. Мора да одиме напред, мора да ги поставиме сите оние стратешки цели и визии кои што ги најавувавме во предизборието и морат во 2018 година да го воспоставиме системот и на добро буџетско планирање, а во 2019 година и на добро буџетско остварување. Еден голем, горлив, засега нерешлив проблем на општината, со кој што се соочуваме веќе 20 на години наназад, е долгот. Тоа би беше и еден од приоритетите, значи и во вашата кампања и кога дојдовте за градоначалник во вашето прво обраќање кон охридската јавност, дека ќе направите напори тој долг барем до некаде да се санира, за да може општината колку толку нормално да функционира. Затоа што можеме ние се да предвидуваме и да планираме, но ако немаме реална можност финансиска пред се за тоа да го реализираме, останува само на хартија. Би сакала еден така подобар дел од емисијата да издвоиме токму на ова прашање, затоа што е суштинско за нашата општина. Вие, ќе ве потсетам на едно ваше излагање во текот на изборите, за време на кампањата, кога рековте дека
Веднаш кога ќе дојдете за градоначалник ќе се зафатите со скенирање на состојбата, изнаоѓање начини за решавање на проблемот со долгот и како еден од начините го спомнавте земањето кредит со кој што ќе се покрива тој долг. Затоа што и тогаш предпоставувавте дека со буџетот на општината не ќе може тој долг да се покрие или ќе требаат барем најмалку 20 на години за тоа да се направи. Дали сте уште на истото мислење или изнаоѓате некој друго решение, некој друг начин кој што можеби ќе е помалку рискантен и болен за општината Охрид? За волја на вистината, сето она кое што го во предизборието и во тој мој советнички мандат го скениравме, тоа испадна и така. Финансискиот долг кој што не е тешко да се утврди. Ние како општинска администрација го имаме приближно завршено тој финансиски долг и висината на финансискиот долг, меѓутоа постојат и многу материјални долгови кои што општината ги има наследено и кои што се влечат години наназад, па дури и од времето на Југославија. И она што е најбитно во целата ситуација е тоа што ние наскоро ќе излеземе пред граѓаните во кој што ќе ги изложиме и колку се и финансиските долгови, и колку се материјалните долгови, а тоа е најчесто произлегуваат од извршена експроприација, преземени обврски по експроприација или преземени обврски кои што се од уплатени надоместоци за уредување на градежното земјиште, а не извршени. Тоа значи едноставно, народски кажано, уплатени се комуналии за изведување на одредени градежни зафати. Тие зафати се изведени, општината примила комуналии, примила пари за изведување на тие работи, но не се изведени. И тоа се исто така тие материјални долгови кои што и тежат на општината. Меѓутоа во текот на февруари конечно дојдовме на ред да биде завршена и ревизијата од страна на Државниот завод за ревизија, затоа што и Државниот завод за ревизија работи со своја усвоена план и програма. Ние веднаш постапувањето на функцијата побаравме да биде извршена ревизијата и таа ревизија дефинитивно ќе ги заокружи, ќе ги потврди или ќе ги надополни бројките до кои што и ние сме дошле. Значи, по завршувањето на ревизијата, тогаш далеку потранспарентно можеме да ја изложиме и финансиската ситуација со буџетската сметка на општината. Во вашиот отчет не обелоденивте бројка, значи колкава е висината на долгот, и ако имаше такви новинарски прашања, дали сега ќе откриете колкава е висината на долгот во бројки или ќе чекате, значи, тоа да го направите после завршувањето на ревизијата? Лионела, тоа го реков дека сепак најдобро е да се заврши ревизијата, така и всушност работи секоја институција, секоја добра консолидирана фирма, се завршува ревизијата и по утврдувањето на ревизијата и сите они и се утврдува и ситуацијата, се утврдуваат и одредени недостатоци кои што се правени и се преземаат понатака мерки за понатамошна консолидација. Но сепак кажавте дека на дневна основа општината губи околу 10.000 евра, а тоа претворено во вработувања, 2 вработувања. Да, јас кажав еден таков пластичен податок, кој што треба да го знаат охриѓани, и тоа го кажав не случајно, затоа што тоа никого не обвинувам, имаме системски проблеми, значи тоа не се само проблеми во функционирањето на претходниот градоначалник или претходните градоначалници, тоа имаме системски проблеми од процесот на децентрализација, па дури и од процесот на утврдување на одредени приходи кои што општината треба да ги прибира, посебно во делот на тие надоместоци за уредување на градежно земјиште, кои што најчесто не ги покриваат реалните трошоци за вистинско уредување на градежното земјиште. Така да и сега ќе го повторам истиот став, дека по завршувањето на ревизијата, по добивањето на ревизорскиот извештај, тогаш ќе излеземе транспарентно. И еден втор момент е исто така тука битен, а ние предскоро го упативме тој јавен повик до сите доверители кон општина Охрид да се изјаснат во врска со нивните финансиски побарувања кои што ги имаат кон општина Охрид, на кој начин бараат да бидат подмирени. Со оглед на тоа дека имаме голем број на доверители и е тешко со секого индивидуално да се разговара, а секако ќе се разговара со најголемите доверители по завршувањето на јавниот повик, и веќе сме го започнали да го правиме, тогаш ќе имаме и уште една пореална ситуација, затоа што може да дојде, и тоа ги повикувам сите доверители, да бидат и општествено одговорни, да и помогнат на општината Охрид, на таков начин не ми помагаат ни мене лично, ни на мојата партија, току му помагаат едноставно на градот Охрид да се консолидира финансиски и да опростат дел од долговите или делот
кои што го имаат по основ на законски затезни камати, а кои што навистина премногу финансиски оптоваруваат општината. И од тука произлегува ова што го реков, дека секое неподмирување на долгот, за општината значи нови 10.000 евра нов долг. Ова мерка ја примена и вашиот претходник, да, градоначалникот Никола Бакрачевски, и тој во повеќе наврати, значи има средби со доверителите, со некои постигна договори, со некои не. Резултатот конечен е таков каков што е. Еве, вие се надевам за брзо време, рековте во теков на февруари ќе се заврши целата таа ќе започне таа ревизорска постапка, значи ќе знаеме точно колку должи општината, па потоа ќе знаеме и што да преземаме. Повторно ќе ве навратам на почетокот на прашањето, дали планирате повторно да земате кредит за да го враќаме долгот или? Па до сега општина Охрид не зела кредит за да го рефинансира постојните финансиски побарувања од страна на доверителите. И јас и во предизборието го кажував тоа дека е единствен начин за консолидирање на буџетската сметка на општина Охрид, дека мора да се земе соодветен кредит во одреден износ кој што би бил договорен со владата, затоа што ние не сме солвентни за земање на таков кредит, за да можеме да ги спуштиме трошоците на дневно, месечно и годишно ниво на еден разумен износ кој што можеме да го издржиме во текот на наредните 10 до 20 години. А при тоа повторно да имаме една развојна компонента во буџетското планирање. Владата неодамна кажа дека ќе им помогне на општините кои што имаат долгови да ги санираат некако истите или барем да дојдат до некоја разумна бројка. Дали тука влегува и општина Охрид? Имате ли веќе конкретни разговори направено? Нешто конкретно има ли на повидок? Па како што и сама Илија Јонела кажа, за жал општина Охрид е лидер по бројот на години на заблокирана сметка, за жал е и лидер и по бројот на финансиски долгови кои што ги има. И секако дека ние сме првичната цел на владата на Република Македонија кога станува збор за рефинансирање и за консолидирање на локалните самоуправи, затоа што имаме всушност и највисок финансиски долг во Република Македонија од сите општини и во многу општини имаме многу општини каде што локалната самоуправа воопшто ништо не должи, освен тековни долгови. За жал, реков дека ние имаме системски долгови кои што се правени години наназад и реков дури уште од времето на Југославија, а тие се оптоварени со дневна камата, затезна законска камата од 13%, 11%, некаде можеби и пониска. Доколку ги спуштиме тие законски затезни камати, ги рефинансираме со помош на тој кредит фамозен кредит кој што го споменуваме, тогаш би имале 2 до 3% на годишно ниво. И на таков начин веќе имаме една релаксација во буџетот и имаме средства кои што се слободни за да можеме да извршиме нови развојни активности во рамките на општина Охрид, а од друга страна и да му ги вратиме парите на сите тие деловни субјекти на кои што му ги должиме, а тоа е всушност пуштање на пари во оптек, еден финансиски импут за тие предпријатија. А колку години би требало општината го враќа тој кредит? Тоа зависи од кредитниот аранжман кој што ќе го склучи владата и јас сметам дека за 10 до 15 години општината со една нормална каматна стапка од една страна и нормално домаќинско работење во кое што имаме контролирано зголемување на приходите и контролирано намалување на расходите, тоа е основата на една економија, дека ние за 10 до 15 години ќе имаме комплетно солвентна општина Охрид и дека ќе бидат рефинансирани сите наши долгови. Дали општината ќе биде во кондиција да го враќа овој кредит толку години? Да, апсолутно да. Со ваква ниска каматна стапка секако дека ќе бидеме способни да го вратиме, а всушност тоа ќе значи една огромна релаксација и мене како градоначалник и на нашата општинска администрација во целина. Чекаме да помине февруари па да ни кажете некои поконкретни бројки. Затоа јас најавував во предизборието дека се додека немаме рефинансирање, немаме консолидирање на буџетската сметка, тешко дека можеме да одиме во развојни планови за општина Охрид. Градоначалник, тоа сакав и да речам, значи буџетот е донесен, но во една ваша изјава рековте дека не може да биде развоен. Значи не може да очекуваме дека нешто многу може да се направи, затоа што, еве, како што разговаравме досега, имаме еден огромен долг кој што не кочи во сите тие наши планови и интенции.
Што да очекуваме за 2018? Еве, вие споменувавте дека не само оние капитални проекти кои што години наназад ги слуша Охриѓани, дел од нив почна да се реализираат, дел можеби никогаш нема да започнат, но ќе се реализираат и оние локални проекти кои што се од локално значење, па и оние дури кои што се од значење на местните заедници на едно пониско ниво. Значи, што може да граѓаните да очекуваат во 2018? Значи, очекувањата на граѓаните се секогаш различни, се разбира во зависност од нивната и материјална ситуација и позиција која што имаат во општеството. За некои граѓани е доволно да се направи фекална канализација која што ја немаат. Многу граѓани имаат фекална канализација и за нив тоа не е некоја нова придобивка или некој успех на градоначалникот и општинската администрација. Се разбира дека очекуваат многу поголеми проекти од општинската администрација и затоа ние напоредно работиме и на едното поле и на другото поле. Значи и на задоволување на тие обични мали барања на граѓаните, кои што за среќа се достапни на поголемиот број на граѓани. За среќа Охрид има атмосферска канализација, има фекална канализација, има водовод, речиси до секое домаќинство. Но не се баш во најдобра кондиција. Така да работиме и на тоа поле, или уредување на инфраструктурните прашања и проблеми кои што ги имаат граѓаните од типот на асфалтирање на улици, уредување на тротоари и слично или дрвореди, но се работи паралелно и на она кое што го најавувавме како основна потреба на градот Охрид, а тоа е да го имаме интегрирани од стратешки пристап во управувањето со нашиот град. За среќа, и јас тоа го зборував и во текот на мојата професорска кариера, дека од Европска Унија и од институциите, а за среќа Охрид е членка на една многу битна институција, или е од 1979 година Комитетот за светско наследство УНЕСКО одлучи да го заштити Охридскиот регион, и ние за среќа што сме град заштитен од УНЕСКО, ги имаме стратешките правци во кои што треба да се развиваме. И секогаш сум го велел тоа дека ние... За среќа, но досега многу често се нарушува. Да. Не сме ги почитували ние како граѓани. Значи, ние како граѓани на општина Охрид мора да ги почитуваме препораките на Комитетот за светско наследство, значи на УНЕСКО, и од тука веќе го имаме интегрирани од стратешки пристап или тој холистички пристап во решавање на проблемите во градот. Сите проблеми кои што ни се поврзани и со културното наследство, и со природното наследство, предизвикуваат проблеми во рамките на економскиот развој на општина Охрид, и ако не ги почитуваме тие правци кои што ни ги даваат стратешки и кои што се содржани во извештајот кој што за жал е прилично негативен од конференцијата на Комитетот за светско наследство, значи на УНЕСКО, одржана во Краков во 2017 година, ние сме доведени во ситуација да и го изгубиме статусот на град заштитен од УНЕСКО, што ќе е голема трагедија. Не смееме да дозволиме да дојдеме до таа, значи, крајна точка, иако велам години наназад некако како свесно да си ја сечевме гранката на која што седиме, но еве да се направи тоа што може да се направи во овој момент. Кога го споменавте УНЕСКО, малку подоцна сакав да ве запрашам за тоа, но некако еве самиот разговор си ги носи прашањата. Под заштита на УНЕСКО е значи и културното и природното наследство во градов. Најголемото природно богатство ни е секако езерото, а за да го заштитиме езерото, многу важна улога и функција има колекторскиот систем. Најавувавте дека владата ќе го преземе под своја капа, значи одржувањето на колекторскиот систем и воопшто заштитата на Охридското езеро, што сега пак моментално е под капата на меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква, пак што нив им создава дополнителна главоболка, затоа што навистина требаат големи средства за негово одржување, пред се за електрична енергија, а и уште една негативност би можела да ја кажам тука е за граѓаните на Охрид, затоа што сметката се обременува со додаток плюс за одржување на колекторскиот систем. Дали навистина владата има намера да го преземе и што тоа ќе значи за градов, какво растеретување и дали граѓаните ќе плаќаат тогаш помали сметки? Вака, значи во тој дел ќе се надоврзам она што го пропуштив и што го објаснував во рамките на рефинансирањето на финансиските долгови.
и ќе го надополнам мојот одговор во овој дел од вашето прашање. Значи, ние како општинска администрација не мируваме и не чекаме цело време владата да ни ги реши проблемите. Се разбира дека за вакви крупни прашања и никој не може да се лажи дека сами можеме да ги решиме или со парите кои што ги имаме можеме да ги решиме овие крупни проекти како што се рефинансирањето на финансиските долгови од една страна или санацијата и ревитализацијата на колекторскиот систем од друга страна, кое што е во случајот вашето прашање. Значи, од една страна се бориме централната власт да помогне и во првиот дел на круцијалните проблеми, а тоа се финансиските долгови, и во вториот дел, а тоа е ревитализацијата на колекторскиот систем, затоа што на граѓаните треба да му е јасно дека ние во моментов имаме еколошка бомба, а тоа е нашето Охридско езеро, за жал, од нешто што представува природно светско наследство, ние во моментов мора да го третираме како еколошка бомба заради тоа што колекторскиот систем е веќе на ивица на пропаста. Значи, од една страна решението е да владата го преземе колекторскиот систем, меѓутоа ние ево и денеска имавме едни разговори со одредени представници кои што се спремни да помогнат, да лобираат и ние сами како општина Охрид да го решиме прашањето со Охридското езеро, кое што веќе е започнато да се решава на многу поголемо ниво и за среќа што и во градов постојат такви луѓе кои што може би си на другата страна политичка опција, меѓутоа размислуваат за едно интегрално решение на Охридското езеро. Средствата кои што се потребни се некаде 52 до 65 милиони за ревитализација на колекторскиот систем и да не се лажеме, ние нити имаме толкав буџет, нити па имаме можност сами да го решиме. Меѓутоа, ако покажеме една проактивност и ако ги исполниме сите оние препораки кои што произлегува, реков, од извештајот на конференцијата на УНЕСКО, во тој случај ние ќе покажеме дека знаеме и сами или се трудиме и сами да го решаваме проблемот и во тој случај ќе ни помогнат и странските донатори или оние кои што би ни дале кредит на подолг временски период. Значи, и во доменот на решавање на финансиската ситуација, и во доменот на решавање на проблемот со колекторскиот систем, преземаме наши напори да индивидуално самите си го решиме проблемот. Не можеме ние цело време да чекаме на владата, тие си имаат и своји други проблеми, меѓутоа за сега сме задоволни од тоа беше ветување од премиерот Заев, значи затоа и го потенцирав, значи тоа беше во една негова изјава дека ќе го преземат колекторскиот систем. Ако се општината спремна и може, има капацитет сама да се зафати да го одржува колекторскиот систем, уште поубаво, но ако не може, мора да се побара помош. Да, значи едната опција во решавањето на колекторскиот систем е да тоа премине како јавно предпријатие во државна собственост, а втората опција на која што и ние работиме во моментов, ова е така една мала, ќе речем, деловна тајна, а тоа се размислувањата да и ние најдеме начин преку донатори и веќе очекуваме една голема донаторска конференција во март месец, во која што би ги отвориле голем број на еколошки проекти кои што во моментов се работат и од наша страна, меѓутоа, како што реков, и од страна на некои други институции и представници од градов, за да сите заедно излеземе да решиме ситуацијата во Охрид. Затоа што препораките кои што ги реков на Комисијата за заштита на светско наследство всушност не се однесуваат само за Охрид. Тоа се првенствено упатени кон владата, затоа што владата треба да го штити градот Охрид. И затоа реков ви преска дека работите се системски поставени од страна на таа комисија или на Европската унија. Да, една нелогично. Значи, кога станува збор за бенефитите од националното богатство како што е Охридското езеро, тогаш тука се вуваат сите, значи целата држава. А кога пак треба да се решават проблемите, тогаш се бара локалната или некој трет. Значи, еве, како што е колекторскиот систем, како што е изградбата на марина, како што е одржувањето на каналот студенчишта и да не набројувам ред други работи. Значи, тогаш одма не се знае под чија ингеренција се кој треба да стопанисува, кој има одговорности, кој има права и така натака. А кога треба пак нешто да се има некаков бенефит, тука се знае кој треба да го има бенефитот. Така. Јас мислам дека за Охриѓани би требало да биде Библија сето она кое што е напишено во извештајот и заради кој што и всушност и владата заседаваше,
по извештајот на УНЕСКО и сите тие препораки кои што ние бевме должни да ги поправаме и да ги коригираме и да поднесуваме извештај до каде сме со напредокот, со прогресот, тоа го доставуваме до владата, владата го доставува до УНЕСКО директно. Се разбира и ние комуницираме. Меѓутоа, за сите охриѓани треба да биде основа, ситуацијата на Охрид треба да биде извештајот од Краков 2017 година и колку е лоша ситуацијата во Охрид и заради таа некомуникација помеѓу локалната власт и централната власт и заедничкото на што вие го рековте, интегрирано решавање на проблемите. Охрид не е само на охриѓани, без разлика што ние исто постапуваме, си мислиме дека е градот наш, меѓутоа Охрид е, како што кажав, е светско наследство и е светски град заштитен од УНЕСКО. А со тоа треба првично да се грижат охриѓани, владата на Република Македонија и понатака Комитетот за светско наследство. А некако како никој да не се грижеше. А некако како никој да не се грижи и затоа велиме дека прво мора да се воспостават оние плански и стратешки документи и понатака да следат акцијските планови во решавањето на проблемите и во тој случај би имале еден холистички пристап во решавањето на Охрид и јас на таков начин мислам дека Охрид конечно ќе блесне во неговиот духовен сјај. Градоначалник, буџетот на општината е тој, повеќе или помалку, проекцијата секоја година речи си слична. На некои ставки некогаш ќе имаме повеќе средства, на некои помалку, но тука, отприлика сте тие парите со кои што можеме да калкулираме. Но не е само буџетот како средства со кои што може да располага општината и да има еден развој. Значи, многу пари може да се извлечат и од европските фондови. Може да се извлечат и како грантови кои што не треба да се враќаат, значи се даваат еднократно без при тоа да имаме обврска да ги враќаме понатаму парите. Но досега како ништо да не искористивме од тоа. Еве еден податок, вие го имате изнесено, дека 100 милиони евра не се искористиле во 2016 од ИПА фондовите. Значи, тоа е навистина... Тоа е во рамките на цела Република Македонија. Ама тука влегува и општина Охрид, затоа што пак општина Охрид е специфична по едно друго нешто, затоа што е погранична и може многу проекти, многу пари да се извлечат како погранична општина со трите држави, значи. Ништо тука некако како да не се направи. Добре, да бидеме искрени, не е баш дека е ништо. Значи и претходната општинска администрација и претходниот секторот Лер може би неколку проекти реализира на овој начин, но не онолку колку што можеше да се извлече. Реално, Лионела, тој е оној правец втор кој што имаме ли капацитет во општинската администрација, имаме ли луѓе кои што ќе направат проекти со кои што ќе извлечеме пари од овие фондови? Значи, тој е оној втор дел или втор правец кој што општинската администрација после 15 октомври го зазеде, а тоа е таа проектна активност и насочување кон не само европските, туку и воопшто и кон светските фондови, како што рековте од една страна и кредитни фондови, меѓутоа после тие кредитни фондови следуваат и голем број неповратни грантови средства, така да за све е потребно време. Во општинската администрација имаме капацитет. Имаме ли време веќе? Имале или немале, мора да имаме. Значи, мора да имаме трпение и мора да створиме и кадар кој што ќе е насочен кон пишување на такви проекти со кои што ќе можеме да аплицираме. И во минатата постава, во други разговори со други градоначалници ми го кажува истото, дека создаваме кадар кој што ќе е подготвен, кој што ќе може да прави проекти, со кои што ќе може да аплицираме и со кои што ќе извлечиме пари, но еве ситуацијата е ваква каква што е. Да, ситуацијата е ваква како што е. За жал, ние имаме 5 до 10 добри пишувачи и имплементатори на проекти во рамките на општината и тоа се разбира недоволно, затоа што постојат премногу фондови, премногу линии на кои што може да се аплицира секојдневно. Меѓутоа, се разбира дека и општина Охрид не може само да очекува развој од тие странски пари. Значи, мораме малку и внатрешно да се развиваме, тоа е таа развојна компонента на буџетот, а до некаде она што е најбитно за општина Охрид е тоа што имаме слаба економија, слабо стопанство. Градоначалник, во повеќе наврати ја споменавме администрацијата и значи локалната би била ништо ако немаме добра администрација. Имаме администрација како бројка, може би повеќе од што треба, но колку кадарот ги задоволува потребите на ова современо општество
И рековте дека кога ќе бидете градоначалник, ќе направите некоја реорганизација внатрешна. Дали веќе ги направивте тимовите? Знам дека на повеќе сектори веќе поставивте и раководители, што е многу добро, затоа што треба да се знае од каде треба да тргнат работите и кој треба да ги води во суштина. Како ќе се менаџира ова општинска администрација и ваша интенција беше да се инвестира во општинската администрација, да се обучува, за да имаме една современа и флексибилна и администрација ставена во функција на граѓаните? Реално кажано, општинската администрација има потенцијал. Најбитно од све дека има квантитативен потенцијал, бидејќи сме општинска администрација со најголем број на вработени, меѓутоа во тој голем број на вработени имаме и доста квалитетни луѓе. И сето тоа треба да се надградува, треба да се обучува и резултатите ќе си дојдат. Значи, верувам во општинската администрација, а верувал, не верувал, таја е, затоа што можности за преголеми нови вработувања немаме, бидејќи буџетот е веќе предвиден за 2018 и за 2019 година, но веќе почнавме со тие обуки, внатрешни обуки на вработените. Добро е што почна и вработените сами да излегуваат надвор од општинската администрација, да се едуцираат и да изнаоѓаат фондови со кои што би се едуцирале сами. И тука ниеден од вработените нема да биде спречен во тој правец да се надградува себе си, дури ако треба ќе биде и парично стимулиран, за да се надградува себе си, затоа што тоа е единствениот услов за напредок. Услов за напредок, она што го спомнавме во проектното планирање и имплементација, и она што веројатно ќе го спомниме во понатамошниот дел од разговорот, а најмногу тоа се очекува од општинската администрација, тоа е услужливоста. Дали, бидејќи рековте дека е преобемна, ќе има испуштања од вработените? Па според постојните законски решенија нити може да има испуштања, меѓутоа испуштања не може и не треба да има, затоа што сите сме луѓе кои што живееме во овој град и тоа се секогаш непопуларни мерки кои што би требало да се носат. Меѓутоа, ако луѓе не ги исполнуваат своите задачи, тука велам се законските проблеми, дури да не ги исполнуваат своите задачи кои што се предвидени според правилникот и систематизацијата, пак тешко може да биде отпуштен еден вработен. За жал, државната администрацијата, тоа е едно горливо прашање кое што го слушате деновите и од министерот Манчевски, е многу тешко да се реорганизира токму од овие причини. Лесно му е на приватниот сектор ако некој не ги извршува добро задачите, па дури да зборуваме за развиен приватен сектор како што е банкарскиот сектор, многу лесно доаѓа до отпуштање. Значи, негативните оценки кои што ги добиваат вработените во приватниот сектор значат дека не ги исполнуваат стандардите и ќе бидат отпуштени. Што во општинската администрација и во државната администрација за жал е тешко. Само да не даваме политички печат на сето тоа, значи сето да биде, ако е некој квалитетен работник, значи според квалитетот и според она што го постигнал, а не според некоја партиска определба. И во предизборието рековме дека нашата интенција ќе биде да правиме професионална општинска администрација, а се разбира дека општинската администрација и тие се луѓе од крв и месо и тие си имаат своја политичка определба и мислам дека досега ниеден од вработените не може да се пожали дека е санкциониран на политичка основа од нас, нити па награден. Малку ќе ве одморам, веќе половина час од разговорот измина. Една кратка рекламна пауза, па потоа продолжуваме со се она што ги интересира окригјани. Добро. Кам, постојано ниски цени. Крајнски колбас 230 грама 45 денари. Кашкава ледамер 1 килограм 269 денари. Чокоблок 400 грама 169 денари. Свеки миризливи 79 денари. Кам, купувај мудро. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентълмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња,
За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Pampela, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. Петочна забава во Fish and Lounge бар Лихнидос. Уживајте во добра храна и музика во живо со група Маестро. Резервирајте на време во Fish and Lounge бар Лихнидос. Туристичка агенција Елида Тур. Ваш партнер во креирањето на највозбудливите, најубавите и незаборавни патувања и одмори. Вие само посакајте, ние сме во чекор со вашите очекувања. Избери боја, избери чувства и избери дестинација со Елида Тур. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Мороишта, Струга. Погребално предпријатие Две солзи. Ние сме тука, во тешките моменти во животот, да обезбедиме професионална поддршка. Погребално предпријатие Две солзи. Котел за парно Аурига од 25 киловати, од Екошпар, загрева до 160 метри квадратни. Викенд акција во Миса Маркети. Баварија кашкавал 1 килограм 269 денари. Табла јајца 135 денари. Милка млечна чоколада 80 грама за само 34 денари. Кокта 1,5 литри 32 денари. Банани 1 килограм 59 денари. Спин средство за садови 460 милилитри 39 денари. Сајос шампон за коса 500 милилитри 149 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Градоначалник, прва емисија после вашата функција. Многу прашања, многу имаме за што да разговараме, но рековме на паузата, ќе реализираме уште некоја емисија. Ако не успееме сега се она што планиравме да го опфатиме, бидејќи времето е лимитирано.
Сакам да ве прашам во овој дел малку за конкретни проекти што ги тангираат Охриѓани. Ќе започнам со едно најрепрезентативно место, можеби најпосетувано, тоа е градскиот кеј. Градскиот кеј веќе подолго време не е во некаква завидна состојба, веќе се покажуваат оние мани од реализацијата на тој проект години наназад и треба една добра реконструкција. Докаде е тој проект, затоа што беше веќе започнат и од минатата локална власт, стигна до некоја фаза на нацрт, но тука застана работите. Значи, што вие затекнавте околу овој проект? Дали се враќа проектот назад? Дали направивте ревизија затоа што рековте кога дојдовте за градоначалник дека ќе се прави ревизија на сите претходно направени проекти? И што утврдивте и што понатаму со ова прашање? Ревизија не можевме да направиме затоа што не ни најдовме таков проект. И затоа ево и вас ве поставувам прашање дали вие сте го виделе тој нацрт проект за кејот. Не, и вие рековте на една седница дека и вие не го имате видено, да. Значи се сеќавам добро на таа ваша изјава и на тоа ваше излагање. Дали вие сега го видовте, значи ни вие не видовте? Да, не го видовме. Инфраструктурните проекти не може да се реализираат така на брзина, како што некој би сакал да се реализираат, и тоа реконструкцијата на кејот ќе биде сериозна во 2019 година. А до 2019 година, она што во моментот се работи и кое што фактички е еден почетен чекор, првичен проект, е тоа изработката на студијата, сообраќајна студија за градското подрачје, кој што го опфаќа стариот град и улиците кои што имаат најголема фреквенција и поврзувањето со кејот. Значи, тоа е една студија која што веќе ја нарачавме и која што првично мора да биде направена за да утврдиме дали прво кејот ни треба или оној дел од кејот кој што и во моментов служи за паркирање, ни треба за паркирање и за движење на моторни возила, или па тоа ни треба во склад со новите светски модерни трендови, а тоа да биде сообраќајница, да, меѓутоа за движење на велосипеди и за движење на пешаци. Така да без да направиме таа студија и без да ги имаме првичните податоци, ние не можеме да вршиме планирање што ќе се случува со кејот. Јас разбирам дека граѓаните се заинтересирани за брзи решенија, меѓутоа сите брзи решенија за жал некогаш можат да носат и краткорочни добри, но на долг рок лоши резултати. Мислам, извинете, само малку ќе ви влезам во збор. Мислам дека не се виновни граѓаните и не бараат брзи решенија, затоа што ова беше почнато веќе неколку години наназад. Значи граѓаните тие имаат сознание дека веќе тој проект до некаде стигнал и дека работите сега понатаму ќе течат. Јас не ги обвинив граѓаните, туку си ја кажав една нормална потреба која што очекуваат сите граѓани и јас најповеќе од нив сакам брзи резултати, меѓутоа за жал тоа не може да се случи. Се додека не се направи снимањето на теренот од сообраќајен аспект, понатака веќе и урбанистички може да се реши тој целокупниот дел на кејот, се до мостот, па и понатака, каде што се веќе се работат проектните задачи и за плоштадот кај Гарден и кај значи потегот од Гарден од Милениум до мостот, па од другата страна за фамозната марина за која што долго време се зборува, меѓутоа за да сите тие работи, Лионела, се завршат, треба да се направат првичните разговори, преговори и договори да се постигнат, затоа што одредени локации не се наши. Да не дојдеме во ситуација како што беше најавувана катната гаража на потегот позади Ривиера, која што испадна на крајот дека е приватна локација и за која што се потребни огромни средства за експроприација и затоа не ја добивме таа катна гаража. Значи, мораме да при урбанистичкото планирање мораме да водиме сметка за целокупните аспекти и за еколошкиот, и за економскиот, и за сообраќајниот, за на крај да стигнеме до урбанистичкото решение. Всушност и тоа е урбанизмот. Холистички пристап во решавање на погледите, на желбите, на интересите на граѓаните, да ги ставиме на хартија и сето тоа да има една развојна компонента и еден развоен и изглед на самиот град Охрид. Значи, до 2019 имаме уште една цела година. 2019 може би ќе биде почеток, може би крај на истата. Значи, најавивте начелно дека може би тогаш овој проект би се реализирал. Што до тогаш со кејот? Значи, како ќе се одржува?
патот на буџетското планирање е дека треба цела година да се планира, за да се донесе буџетот за 2019 година, за да во 2019 година се реализира сето она што е планирано. Не оди наеднаш да ги имаме тие големи и крупни проекти. А во моментов се работат проектни задачи кои што на некој начин дефинитивно ќе го променат изгледот на Охрид, а една од клучните проектни задачи кои што во моментов ја размислуваме, ја разгледуваме и урбанистички ја планираме е касарната која што фактички треба да абсорбира поголем дел од одредени стари и нефункционални објекти во градов, да бидат дислоцирани таму, затоа што сепак касарната во овој момент представува една До каде се работите? Значи, до средина на градот? До кое ниво се таму работите? Она барем што е под ингеренција на локалната, затоа што тука имаме под ингеренција на локалната самоуправа е прво да го добие тој простор во владение, затоа што тој простор го имаат и Министерството за одбрана и Министерството за образование, затоа што со претходните планови беа предвидени одредени објекти кои што не е лошо да бидат таму и ние во истиот тој правец размислуваме. Меѓутоа, најбитно од све е да имаме согласност од министерствата за дислокација на одредени објекти, за да можеме да ги сместиме таму и на таков начин ќе добиеме една комплексна целина на просторот кај касарната, а овие кои што реков стари и нефункционални објекти кои што ги имаме сега во градов, би добиле една нова содржина за сето она кое што сме го најавувале. Значи и за катни гаражи, и за младински културен центар, и за марина, и за дел од другите проекти. Овој проект беше исто одавна споменуван и беше тогаш барем најавувано дека полицијата би се преселила таму, пожарната. Беше споменуван и факултетот за туризам и гостителство во некои наврати. Дали сега имате конкретно некаков план што се таму би било дислоцирано или Токму тоа е Лионела проблемот, што ние не можеме да правиме сметка без крчмар. Значи ние не можеме, ево го зедовте факултетот за туризам, тоа е мојата институција од кај што јас потекнувам. Не можеме ние на хартија да ги преселиме факултетов за туризам без да имаме согласност од нивна страна. Не можеме да ја преселиме полицијата без да имаме согласност од нивна страна. Значи морат прво да имаме еден заеднички диалог, што е веќе направен, имаме големи согледувања, кој сака да се пресели, кој не сака да се пресели. Значи не можеме со сила да го нарушуваме изгледот на градот. Понатака треба да следите една јавна расправа, сето тоа би одело брзо, за на крајот да преминеме кон имплементација на сето тоа што сме го урбанистички планирале. Вака во некаков временски рок, кога ова би се одвивало? Па тоа би се одвивало некаде крајот на 2018 до и почетокот и во 2019 година. Затоа што за све треба да имаме и обезбедено финансиски средства, кои што во моментов ги неаме, меѓутоа се најавени и од Министерството за транспорт и врски, дури и од Министерството за одбрана, ето конкретно за реализација на проектот Пристаниште и Марина, така да меѓутоа сето тоа треба да се стави на хартија. Се додека прецизно не се стави на хартија, ќе ги имаме оние проблеми кои што ги имаме и сега. А тоа е едноставно ги кажав сметка правење без крчмар. Не можеме да фантазираме, не можеме да сонуваме, сепак мора да биде реално ставено на хартија. Градоначалник, ја споменавте Марината, многу пати абсолвирана тема и со право. Значи веќе станува на вистина преку потребно да имаме една марина во градов, затоа што бројот на пловните објекти расте, туристички центар сме, значи интересот за акватуризмот исто така расте. Немаме каде да ги гаражираме, ниту каде привремено, значи да престојуваат тие пловни објекти. Сега единствена опција ни е каналот Студенчишта, а и таму ингеренциите се некако поделени. Реков и пред малку во емисијата дека не се знае точно кој со кој дел стопанисува, па негде локалната има надлежност, негде полицијата, езерската полиција, негде војската, некаде некој приватен имот е во прашање. А патеката Студенчишта неодамна, значи од минатата локална власт, беше уредена, навистина добро изгледа вака оплеменет еден простор. Дали тука локалната има некакви ингеренции? Како ќе се стопанисува со каналот? Значи, дали некаков ред ќе се направи, барем во оваа состојба сега како што е? Многу убав збор споменавте, а тоа е ред. Значи, прво, за сите работи има ред. Редот е она што е основен проблем во решавањето на марината, на потегот кај каналот Студенчишта, е тоа што ние прво треба да го решиме студенчишкото блато. За среќа некогаш почнало да се решава, имаме студија за студенчишкото блато, затоа што ние не можеме да ги занемариме влијанието на екологистите
па дури сите луѓе треба да бидеме на некој начин еколошки ориентирани, да се бориме да го заштитиме оно што го спомена во основа што не прави нас посебен град, а тоа е што располагаме со нешто што е светско природно наследство. Се додека не се заврши, а веќе е договорена ревизијата и финансирањето на ревизијата на студијата на студенчишко блато, извршени се разговори со дел од екологистите, со дел од институциите кои што се задолжени за заштита на природното богатство, и кога ќе го знаеме што е потегот студенчишта, што е блато и што може да се валоризира како туристички простор, а што понатака може да се гради, тогаш веќе можеме да преминиме и кон реализација на проектот Марина, а не чекаме, веќе се отпочнати разговорите и со да не речем дека се веќе и во завршна фаза со Министерството за одбрана и со Министерството за транспорт и врски, дека ако се покажи во ревизијата на студијата за студенчишко блато, дека на тој простор може да се гради Марина, и во тој случај веќе можеме да пристапиме, ги имаме идејниот проект за пристаништето и за Марината, за двата дела, и така да заскоро можеме да го добиеме нешто што ние како град Охрид сме го добиле пред Втора светска војна, а тоа е пристаништето кое што и до ден денес само тоа го имаме. А што сега во овој момент, значи како ќе се функционира во каналот Студенчишта? Граѓаните се интересираат кои што имаат пловни објекти. За жал, ние во моментов имаме покатастрофална еколошка ситуација, значи од еколошки аспект гледано, отколку да се изгради Марина на тој простор. Значи имаме покатастрофална еколошка ситуација со тоа што имаме рачно турање на гориво, истурање, оставени се пловни објекти кои што не се во надлежност на општината Охрид, меѓутоа се оставени, представуваат и грда слика, меѓутоа представуваат и она што не се случи пред некој време. Кој дел од каналот е под надлежност на локалната? Добро, се не можеме тука да го цртаме. Вака малку пластично може да објасниме, значи имаме ли дел каде што локалната има ингеренција? Да, кој дел е тој? Имаме дел, тоа е фактички делот кој што е уреден и кој што и понатака ќе биде уредуван се до мостот. Тој дел е под надлежност на општината. Дали тука оние кои што ќе се гаражираат пловни објекти, значи наплаќа локалната, дали имате некаков бенефит од сето тоа затоа што и го одржувате овој простор всушност? Да. За жал не се наплатува тука или се наплатува по некои нелегални кои што ќе ги отстраниме во скоро време на некои нелегални начини, и тука мислам дека конечно ќе ставиме точка еден ден. Значи ако сте задолжени да одржувате и треба да инвестирате, тогаш барем да имате некаков бенефит од сето тоа. Да, меѓутоа не е целокупниот простор, не е наш, не е на општина Охрид. Па затоа реков, кој дел е ваш за тоа и да разговараме, да. Другото веќе е во други ингеренции. Во други ингеренции. Така. Со езерото, значи рековме дека е под државна капа и ЕЛЕМ го користи за своји потреби, за продуцирање на електрична енергија, но еве и тука е една нелогичност. Значи, бидејќи тоа е навистина национално богатство, но сепак се наоѓа во општина Охрид. Дали можете тука некаков договор да постигнете, затоа што многу јавни предпријатија имаат огромни долгови кон ЕЛЕМ. Еве и училиштето Григор кон Евана, да. Тоа се различни долгови субјекти. Добро, значи дали тука можете да постигнете некој договор, да имате вие некој, ние всушност, самата општина, да. Некаков бенефит затоа што се користи водата од езерото. Она што е добро, а тоа е дека се изготвува планот за интегрирано управување и со сливното подрачје на Охридското езеро. Тоа се регулацијата на реката Сатеска и враќање во нејзиното старо корито. Понатака имаме, рековме, сливното подрачје, тоа се реките Грашница и Даљан. И ние за среќа веќе ги договоривме тие проекти да бидат финансирани и реализирани со помоши на UNDP, и тоа ќе представува еден значаен еколошки бенефит на сите нас како граѓани, а фактички за управување со Охридското езеро. Тоа е еден поголем проект кој што излегува од рамките на нас како локална самоуправа, тоа е Дримскиот базен, и во кој што за среќа се вклучени и луѓе од нашиот град. Така да со регулирање на сето тоа ние на крајот треба да излеземе и со план за управување со Охридското езеро
и на таков начин да се заокружат сите овие работи кои што ги споменавте како еколошки проблеми. Реков, студенчишкото блато, сливното подрачје, за на крај да стигнеме до, ето ќе кажам, билатерално уредување и управување со Охридското езеро. Но за среќа, повторно ќе се навратам на она што го велам цело време, а тоа е среќа што постои УНЕСКО и што не заштитува и што го заштитува и природно и културно богатство кое што го имаме, така да правците ги дава УНЕСКО. Градоначалник, протежиравте концепт на однапред транспарентност или со, да речам, зборови поразбирливи за граѓаните, за се она што ќе се носи како некакво решение за градот да бидат прашани, консултирани, информирани, известени охриѓани. Дали го применувате веќе овој концепт и како тоа по понатамошната перспектива ќе биде имплементирано, затоа што еве имате во план реализација на проекти кои што навистина ќе се значајни за градот? Добро, да. Тоа е исто така оној дел на една услужна општина, но и отворена општина. Тоа е всушност и оно што му го ветувавме на граѓаните. Не сум среќен, тоа е моето незадоволство од носењето на буџетските програми и на самиот буџет за 2018 година. Не го изоде оној пат кој што треба да го изодат, а тоа е заедно со граѓаните во детална расправа да се носат одлуки. Ето, после ќе се навратиме и една скорешна одлука која што ние повлековме како општинска администрација заради реакции на граѓаните. За висината за угостителските објекти што беше на доместокот, Да. Значи, тоа воопшто не е за урбаната опрема. Кога имаме различни размислувања, да ја повлечиме, да ја изразговараме како што ќе направиме во текот на деновиве и да ја коригираме одлуката и да биде на заеднички интереси на нас како општина и на угостителскиот еснав во суштина, во случајот. Во однос на вашето прашање, реков дека првично дека буџетот кој што го донесовме за 2018 не го изоде оној пат како што требаше да го изоди, во јавни расправи, во заеднички договор со граѓаните и точно и транспарентно да му биде наведено кои улици ќе се асфалтираат, на кој потек во градот ќе бидат променети урбанистичките планови, кои инфраструктурни проекти и каде ќе бидат изведувани и во кој временски период. Така да ние за 2019 година буџетот, а всушност и за реализација на 2018 буџетот, ево деновиве ги отпочнавме средбите со местните и урбаните заедници кои што ќе течат во текот на целиот овој месец февруари до почетокот на март, а понатака веќе излегуваме секојдневно на терен за да имаме секојдневна комуникација со граѓаните за отстранување на нивните тековни проблеми и за договарање на сите програмски активности кои што треба да влезат во 2019 година. Значи, средбите со граѓаните дефинитивно морат да бидат остварувани и затоа ги преземаме од 6 до 9 секој ден, од 18 до 27 часот, на кои што разговараме со граѓаните и за тоа кои се тековни проблеми, меѓутоа и за тоа кои се очекувањата, кои проекти, кои урбанистички планови треба да се променат за да градот си го добие својот развоен пат. Бидејќи ние сме општествено одговорна фирма, значи и телевизија која што работи во интерес на граѓаните, а бидејќи пак вие имате средба сега веќе таа тече од 18 часот со граѓаните, нема повеќе да ви одземам од времето, иако имавме уште многу теми за разговор, еве оставаме простор за некој ваше наредно гостување. Ви благодарам за ова лупа по назначувањето на функцијата градоначалник и се надевам дека се она што беше ветувано во предизборието, постепено, наеднаш не можеме, но постепено ќе биде реализирано, а ние ќе сме тука да ве подсетуваме на се она што сте го кажале и да прашуваме до каде сте стигнале. Секако ви стоиме на располагање, тоа е и во наш интерес, затоа што со користење на еден ваков масовен медиум, всушност ги информираме граѓаните што правиме, што размислуваме и во кој правец треба да се развива Охрид и понатака би ве поттикнал да имаме и дебатни емисии на кои што општинската администрација или јас заедно со опозицијата ќе разговараме за одредени проекти или со стручњаци би разговарале за одредени проекти, така да граѓаните нека имаат на некој начин и конкретно допирливо управување со градот Охрид.
Јас и во вашето гостување пред назначувањето на градоначалник, значи пред одржувањето на изборите, ве запрашав тројцата дали ќе бидете транспарентни и ние се држиме за тој збор, значи бараме максимална транспарентност во интерес на граѓаните, не за некои наши лични интереси како телевизија. Благодарам за ова гостување во Лупа.